Ако не се подели судскиот процес за трагедијата во Кочани, судењето ќе се развлече и ќе трае многу долго, вели универзитетскиот професор Борче Давидковски. За да биде брзо и ефикасно, мора да се поделат обвиненијата за осомничените. Мислам, со печење се обвините. Ако има тоа ми личи на змиско око. Јас мислам дека мора да се поделат обвинетите и во зависност од кое дело го сториле, така и да се одвива судењето со цел да биде ефикасно и брзо да се донесе решение. Инаку не, тоа ќе се развлече, пее се обвинети и еден адвокат да не дојде па ќе се одлага и знаете, наше више како судската пракса, како и сме имале стотици вакви големи случаи, така што предпоставувам, сега не се мешам во обвинителството, али предпоставувам мора да го поделат обвиненијата за одредени сегменти, кој ќе одговара за лиценци давање лажни, кој ќе дава за мито примање и така натаму и така натаму. Според професорот Дејан Мицковиќ, судскиот процес за Кочанската трагедија е уште еден сериозен тест и последна шанса за македонското правосудство да испорача вистинска правда. Целиот правосуден систем постојано е на тест. Значи, оценките за правосудниот систем се тие што ги знаеме. И ова е можеби, јас би кажал, последна шанса правосудниот систем да испорача правда, која што ќе биде навистина правично заснована на факти, на докази, засновани на законските решенија во Македонија. Кога се во прашање трагедиите во Македонија, 3 децении изостанува и политичката, но и правната одговорност, вели професорот Ангел Ристов. Во последниве 3 децении во Македонија се случува бројни трагедии, меѓутоа малку се и ретки се примерите кога имаме одредена политичка одговорност. Не само моралната и политичката, туку и правната одговорност е во криза. Носењето на бирократски закони во интерес на одредени лоби групи, различното тумачење на законите, неусогласеноста на судската пракса доведе до еден феномен, наместо одговорност да имаме неодговорност. Правото и одговорноста се темите на 11-та меѓународна научна конференција Охридска школа на правото 2025, каде еминентни професори по право од земјава и странство разменуваат искуства и знаења. Конференцијата започна со минутен молк во чест на згаснатите млади животи во Кочанската трагедија.